Се вели дека до срцето се стигнува преку стомакот. Храната е едно задоволство во кое што може да се ужива секојдневно, во кое што може да се најде големо задоволство, вкусен залак, да го собере семејството на една трпеза, да ги зближи пријателите, да направи нешто со кое што не само се храни телото, туку и душата. Ова издание на емисијата Приказни од Гостивар ќе го посветиме токму на убавата храна и на гостиварските специјалитети. Чести задоволство ни е што се наоѓаме во домот на семејството Србиновски, а наш соговорник е Мира Србиновска. Добре ни дојде во емисијата и добре дојдовме кај вас. Ви благодарам на поканата. Навистина ми е чест и задоволство да учествувам во една ваква емисија. Поздрав до екипата на КИС и Менада телевизија и навистина сум пресречна што сте гости во мојот дом. Не случајно ве одбравме вас да зборуваме за храната, да зборуваме за готвењето, затоа што сте голем влюбеник во готвењето, меѓутоа и главен организатор на манифестацијата Вешта жена и на Сдруженијето во Гостивар. Имаме многу теми и работи кои што ќе ги кажуваме и раскажуваме и нешто ќе подготвиме овде на лице место, но за почеток би ве прашала дали се сеќавате кое беше првото јадење што сте го подготвиле во животот? Да, се сеќавам, значи првото јадење што сум го подготвила беше некаде околу 10 години кога имав и сум љубител да готвам и благо и солено, но првото беше благо. Тоа беше благ ролат со мелени бисквити, со желе, со ореви, значи стварно испадна супер како за прв пат. Од каде и од кого ги учевте, да ги кажеме, финтите и тајните на готвењето? Затоа што сите девојчиња сакаат да се вмешаат во кујна, генерално, нели? Но треба нешто да се види, окото да го фати, паметот да го фати. Од каде вие ги учевте тие работи и од кого? Најмногу научив од мојата мајка. Значи и она готви професионално и е љубител на храната и на готвењето, но пошто јас сум мавровчанка, мажена сум во Гостивар, гостиварските специјалитети ги научив од мојата свекрва. Значи она готвеше многу баво. Така, добро. Гостивар, Маврово, тука некаде сме. Да, се поклапаат рецепти. Да, има различни специјалитети, работи кои што се наоѓаат на трпезата и во кујната. Ајде сега да ни кажете најпрво за мавровските специјалитети, кои што се поспецифични, а потоа ќе направиме муабети за гостиварските. Па мавровските специјалитети како бакардан, значи бакарданот е познат по, да речем, во Маврово, како комат со пченкарно и со чисто брашно, каде што постарите го приготвува со штавењ. Не знам колку е познат штавењо, значи тоа е една врста како спанач кој што се собира по ливади, значи ептен еколошко чисти. Потоа има специјалитети и други, има и селско месо, има тоа што е попознато за Мавровскиот регион. А додека за Гостиварскиот регион попознато е како топтаница. Да го кажеме така на гостиварски. Топтаница на гостиварски, значи тоа се подготвува од чисто брашно, може да биде и со пченкар, нали, претежно се подготвува со чисто брашно. Потоа, ете, сега е веќе, да речам, сезона на зимници, каде што се подготвуваат полнети пиперки со урда, се подготвуваат, да речам, комати, како овдека познати колпите, може да биде со тиква, може да биде со урда, значи зависно од филот. Исто за празникот за Бадник, Гостиварскиот регион исто се подготвува една пита, таа е со ореви. Се сукаат кори, филот е од сецкани ореви и ден пред Бадник се собира семејството, се кршат ореви, ама се избираат да бидат оревите да не се расипани.
Тоа е како за беричет во домот. И со тие ореви што ќе се искршат таа вечер, утре дента се приготвува печиво, тоа се вика печиво. Како една символика на здравје и берикет. За здравје, за беричет во домот. Рецептот за топтајнца ние ќе го видиме и во текот на емисијата, затоа што во договорот, кога се договаравме да ја снимаме емисијата, рековме дека најдовме заеднички јазик, дека тоа е баш оно што е специфично. Кога првпат вие го направивте ова јадење и дали домашните го сакаат? Го сакаат, значи обожаваат, пошто тоа е месено, обожаваат месено. А прв пат го направив кога се омажи во Гостивар и мојата свекрава вика денеска ќе правиме топтајнца. Мене ми беше познат зборот топтајнца, ама не знаев ни што е, нити па до тогаш некогаш сум го вкусила тоа јадење. И ја викам, добро, викам сега ти приготвувај, јас да гледам за да го научам рецептот. Првиот пат го направи свекрава ми, а вториот пат викам сега ја ќе го правам. Значи, тоа ми беше пред 25 години. Прв пат сум ја направила топтајнца кога дојдов во Гостивар. И колку често се наоѓа на вашата трпеза? Па често се наоѓа затоа што стварно е вкусно и го обожаваат. И треба да се гаат тие рецепти што се од наши мајки, баби, свекрави, значи треба да се задржи традицијата за да им помладите знаат ние со што сме израснале. Токму тоа сакав да ве прашам, затоа што во денешно време рецепти многу може да се најдат на интернет со еден клик и некако и се менува концептот на семејната кујна. Ако претходно биле тоа некои традиционални јадења, сега некако се оди кон некои помодерни јадења, се додава, не знам, италијанска храна, шпански рецепти кои што стигнуваат од сите страни на светот. Пробувате ли такви работи или се држите до оно што е традиционално? Па види, како што оди модернистичко време, така да пробуваме и други рецепти, ама сепак се држиме на традиционалното. Со пити, со потрадиционални јадења, сепак треба да знаеме од кај потекнуваме и треба да знаеме нешто повеќе за потрадиционалните јадења. Токму во тој контекст е и манифестацијата Етно вешта жена, која што се организира во Гостивар традиционално. Вие сега сте главен организатор на манифестациите, значи има вешта жена, има етно вешта жена, тоа се две различни манифестации. Ако може нешто околу тоа повеќе да ни кажете. Така, јас сум организаторка за Гостивар, заедно со мојата пријателка Данче, која сега е во Германија. Да ја поздравиме, Данче. Да ја поздравиме и неа и да ја поздравиме и главниот виновник на вешта жена, која што успеа да ги обедини жените од цела Македонија како едно семејство со вешта жена. Значи, господјата Снежана Жана Стојановска од Тетово, значи таа е главниот виновник за вешта жена што се одржува толку години во Македонија. Покрај вешта жена, значи тоа е малце помодернистичка, каде што се изработуваат помодернистички јадења и благо и солено. Сепак се насочуваме и на етно вешта жена, каде што сакаме да се задржи онаа традиција, значи од кај што потекнуваме, значи да се гаат тие постари рецепти и ја организираме етно вешта жена, каде што се приготвуваат многу производи од, да речам, постари рецепти. Покрај манифестацијата Вешта жена и етно вешта жена имаме и уште една манифестација. Тоа е републичка етно вешта жена, која што се одржува по градови. Минатата година бевме во Неготино, во град Неготино, каде што се крши погача со паричка и се дели од погачата на сите организаторки што сме од градовите. Минатата година паричката се падна кај нас. Што значи тоа? Значи тоа, оваа година требаше да бидеме организатори на оваа голема манифестација, која што требаше да се одржи во Зубовце, во манастирот Света Марена, да ги поздравам и зубовчанки кои што ни излегува многу во пресред за да се организира оваа манифестација, а воедно да ги поздравам и одборот, црковниот одбор, кој што навистина се залага да биде манифестацијата како што треба, но поради пандемијата што не зафати цел свет така и нас,
Не успеавме оваа година во мај да организираме, ја презакажавме за наредната година во мај, значи тоа ќе биде последната недела од мај, затоа што ова манифестација не може да се организира со малку луѓе. На оваа манифестација се собираат од 1000 до 1500, дури до 2000 посетители. Така да од сите градови од Вешта жена, значи доаѓаат каде што треба да се служи граф манастирски со салата, каде што треба да има штандови, изложена етнохрана, каде што таа храна што ќе се продава, парите остануваат за манастирот, што му е потребно на манастирот да се донира. Затоа ја оставивме да се надеваме дека пандемијата ќе заврши до наредна година, па да ја организираме како што треба. И има пехар кој е организатор, значи пехарот е кај него и наредна година, кај кого ќе се падне паричката, се предава пехарот, така да пехарот шета по сите градови низ Македонија што ќе бидат организирани. Така, и сега пехарот е кај вас? Пехарот е оваа година кај мене, со тоа што толку очекувано го очекувавме пехарот и испадна 2 години да биде кај мене. Наместо 1-2. Тоа е пехарот. Тука може да го покажеме. Да, ќе го покажеме, ќе го снимаме. И пехарот се надеваме дека пандемијата ќе се смири и дека ќе може повторно да се организираат такви настани. А манифестацијата Вешта жена има надпреварувачки карактер. Да. Што се треба една жена, една надпреварувачка да направи за да се представи со своја трпеза, која што патем има и посебна тема, посебен наслов? Така. Значи, за да се учествува во Вешта жена, пред се, учесничката треба да има храброст, да излезе пред таква убава маса. Значи, масите се насловени се тематски. Треба да се изработи главно јадење, треба да се изработи торта во склоп со темата што ќе биде замислена. Значи, треба да се сервира маса за 4 особи, значи со комплетно вилјушки, ножеви, лажичиња мали за десерт, треба да се има чаши за аперитив, чаши за вино, да биде декоративна масата наместена и со тоа што која што ќе победи, оди на републичко, значи на општински тие што победуваат одат на републичко. Републичкото се организира во Тетово, значи таму е Македонија во мало собрана. Значи од сите градови што ќе победат, надпреварувачките одат на републички надпревар во Тетово. И тогаш се избира Вешта жена на Република Македонија. На цела Македонија. Освен што сте организатор, сте учествувале од самиот почеток. Колку време треба и колку труд треба да се вложи за да една маса изгледа, затоа што секоја една, без разлика дали ќе победи или не, изгледа навистина перфектно. Да. Бев учесничка, 3 години учествував, 1 година победив во Гостивар, отидов на Републичко, значи навистина е преубаво чувството. За да се подготви една маса, не треба многу, значи со голема желба и љубов, тоа се подготвува за 2 дена. Значи се комплет да се подготви цела маса, толку е, значи ден до 2. Обично и за храната се вели не е важен рецептот, важно е да се прави со душа и со срце и дека тајната состојка секогаш е една лажичка љубов. Што вие најмногу сакате да готвите? Што најмногу ви лежи да правите? Обожавател сум на се, и солено и благо, ама претежно би се насочила на соленото. Нешто специфично, можеби некој свој рецепт кој што го имате измислено уз годините, додавање, има многу рецепти одземање. измислени, на нешто ќе додадеш, нешто ќе одземеш, зависно кој како вкус си обожава, али сакам се да готвам. За подготовка на топтањца, значи ни е потребно брашно, зависно кој колку сака. Јас денеска ќе ставам 1 килограм. Значи го истураме брашното. И додаваме само
една лажичка сол, и сето тоа се попарува со жешка вриена вода за да се замеси тестото. Количината сепак зависи од брашното, колку вода му е потребно за да се замеси. За 1 килограм брашно, отприлика некаде треба да се стави околу 700 до 800 милилитри вода. Тестото треба да биде меко, за да може убаво да се работи. Значи густината е тоа. И сега малце треба да се остави да се залади, за да може да се фати со рака, за да може да се изработи. Значи, откако ќе залади малце тестото, за да може да се фати со рака, се обработува убаво. Убаво да се замеси. Значи да биде топло, не многу ладно, за да може убаво да се работи. Намрсуваме плекот во кој ќе се пече. Исто и подлогата, кај што треба да се сука. Ќе го дообработим уште малку тестото. Ќе го поделиме на неколку помали парчиња. Отприлика подеднакво. И едно по едно ќе ги сучеме на намрсена подлога.
се сучат од прилика колку што е тепсијата. Исучената кора ја префрламе во подмачканиот лек. Се попрскува со масло. Постапката се повторува со сите парчиња. Значи ја приготвуваме и последната кора. Ја ставаме и последната и го спремаме за печење. Ја намрсуваме и последната кора. И откако ќе се испече, значи се дроби на ситни парченца и откако ќе се издроби, се попарува со отприлика околу 100 мл масло. И тогаш е веќе спремна за јадење. Веќе е испечена, попарена и сега ќе ја сервираме и ќе ја декорираме. Значи во прилог може да се јаде со кисело млеко и со сирење. Ќе ја декорираме со сирење.
и веќе спремна. Има ли некое златно правило што со што не се меша или нешто каде не треба да се стави за да се некое јадење погоди? Ако зборуваме еве конкретно на пример да се насочиме кон месените работи, затоа што најубаво нешто е кога домот ќе замириса нели на свежо месено, сите го сакаат тоа. Па нема некои правила, зависно сепак до вкусот кој како обожава. Например, месеното може да биде со секаков фил, дали е тоа со урда, дали е со спанач, дали е со преш или со зелка, со месо, тоа зависно до кој што обожава. Дури кај мене во домот се случува кога месам, да месам со повеќе врсти на фил, затоа што едниот едно јаде, другиот друго јаде и така да се усогласат сите вкусови на сите желбите да се исполнат. Прибирливи се. Имате две ќерки? Да. Две ќерки имам, едната е мажена, имам и внука 4 месеци од постарата ќерка. Помалата е втора година на правен факултет, каде што и тие се обожаватели на готвењето. Тоа сакав да прашам, колку младите се заинтересирани да се фатат за телефони и за компјутери и за таблети, знаеме дека се фаќаат, ама да стават престилка и да влезат во кој? Па, моите ќерки мислам дека од мене имаат наследено, сакаат да готват, значи готват се и солено и благо и месено, значи од многу малечки и они веќе се во таа бранша во готвењето, така да постарата се знае да работи, али сепак тоа си го чува за себе, не сака многу да се докажува, а додека помалата она е љубител на готвењето. И она беше учесничка на Вешта жена, каде што сама изработи, 3 години учествуваше и сама ги изработи и соленото и благото јадење. И 2 години победи во Гостивар, 1 година победи, зема второ место на републичка Вешта жена, така да се љубители на готвењето и двете. Ако не се лажам, и беше најмлада учесничка и победничка на Вешта жена. Сега девојчињата учат од мама, ама може ли мама да научи нешто од девојчињата? Учи. Некогаш знаем помалата да каже, мамо, не ова вака, да го направиме вака. Прифаќам, сепак светот останува на младите, па може би нешто повеќе ќе изработам него јас. Да, и во кујната дефинитивно треба да се експериментира. Да се пробуваат нови вкусови, нови рецепти да се додава. Да се навратиме малку на етно Вешта жена. Да кажеме колку се такви манифестации биле организирани во Гостивар, како изгледали и што се можело да се најде на таа етно трпеза? После долга пауза на Вешта жена, ние со мојата колешка Данче успеавме да ја оживееме Вешта жена и 8 години ја организираме Вешта жена и етно Вешта жена во Гостивар, каде што на етното може да се најдат секакви традиционални јадења. Значи и од благо и од солено, и месено, и со месо, и многу јадења може да се најдат и навистина убаво е што го прифаќаат помладите предизвикот на етно рецепти, каде што имаат желба да се изработува такви производи. Спомнавме повеќе пати благото и десертите. Кои се тие специфични десерти кои што се негувале низ вековите и уште остануваат како традиција за Гостивар? Па Гостивар е познат по гостиварската баклава. Дефинитивно, значи, баклавата во Гостивар е некако, не знам, али стварно е посебна. Може да се најде и кадајфот. Исто и тоа е традиционално.
се најдуваат гураби, може да се најде некоја попарена торта, не ова како сега што се модернистички со филови, него сепак е со гриз, со кокос, со раванија, значи тие некои потрадиционални јадења, али мислам дека баклавата изобилува. Така, Сдруженијето Вешта жена не само што ја организира манифестацијата каде што се готви двете манифестации, не само што разменувате искуства и рецепти околу готвењето, многу важно е дека има едно единство, има една дружба, да кажеме нешто и околу тоа. Да, значи Вешта жена, сите што членуваат во Вешта жена, значи ние сме како едно семејство. И покрај пандемијата сега што не зафати, што не можеме да бидеме со физичко присуство, ние сепак не ја изоставивме. Онлайн секогаш се дружиме на социјалните мрежи, каде што имаме состаноци, каде што имаме предизвици, се приготвуваат јадења. Например, за оваа недела предизвик е, да речеме, некоја пита што треба да се направи. Сето тоа го спремаме по домовите, го објавуваме на таа наша група што е на Вешта жена, тоа се бодува, се избира кој е најубаво, се доделуваат пехари, медали, така да дружбата наша не престана со Вешта жена и покрај пандемијата што не зафати. Значи ние онлайн нонстоп сме заедно. Вешта жена не мирува. Не мирува. Да не се мирува, надеваме значи ништо дека- не може така. да не покори ни пандемија. Така. Сепак дружбата си тече. И не само трпезите, и целата манифестација поминувала многу масовно, со масовно присуство, доаѓале жени, дури не само од Гостивар, туку и од останатите места. Сте спојувале и храна, и дружба, и убава атмосфера, и позитивни вибрации. Така. Значи посетеноста во Гостивар е голема на Вешта жена. Па некаде околу 300-350 до 400 души се собираат. Сите ја поддржуваат манифестацијата, сите се задоволни од манифестацијата. Значи на Гостивар му треба некоја таква манифестација каде што жените можат да се дружат и да научат нешто ново и да се докажат во нешто. Значи навистина му требаше такво нешто и успеавме да го оживееме во Гостивар. И пошто е сега веќе пандемијава, не можевме етното да го организираме, пошто го организираме октомври, ноември месец. Жениве едва и чекаат да помине ова повторно да се дружиме заедно. Така, можат ли мажите да се носат со жените кога е во прашање храната, кујната и пружењето на задоволството, на трпезата кога ќе се стават сите тие специјалитети? Оти обично се вели мажите биле подобри готвачи. Па не знам, ама мислам дека гостиварско поднебје мажите не се многу готвачи. Они се повеќе да вкусат него да сготват. Претежно жените готват. Сакате да кажете дека нема традиција во... Па нема традиција на готвење, да. Исто и во мојот дом, значи маж ми сака нешто да некогаш да сготви, ама претежно ми кажа, подобро ти да го направиш. Значи не се многу по готвењето. Општо мислам дека гостиварско во поднебје мажите не се по готвењето. Повеќе се појадењето. Појадењето, да, она да се вкуси, убаво е, вакво е, али за готвењето не се многу. Не се вешти во тоа. Тоа останува на жените. Да. Вешта жена не само да се подготви да биде вкусно, туку мора да биде и многу убаво декорирано. Кога ќе се погледне една трпеза што е ставена на маса на вешта жена, го одзема здивот. Колку и што е потребно за тоа да може да се направи. Не само фат, што викаме фат, туку и веројатно многу трпение, има многу детали, ситници. Да. Сепак тоа се работи со љубов и со желба. До сега што сме ги организирале сите манифестации Вешта жена и етно Вешта жена, значи сите биле како вкусни, така и декоративни. Значи за декорацијата не е многу потребно време за да се одзема, али желбата и љубовта самото си го допринесува тоа да изгледа, да биде така убаво. Значи само што ќе се почне да се изработува јадењето, иде некоја идеја како да биде декорирано. Значи со самата подготовка си доаѓа и она што е, да речам, најубавото за око.
Изгледа идеално, ама нели се случува нешто да падне, да се растури, да се расипе, како тогаш да не се изнервира, пример, не знам, жена. Се случува и такви работи се случува, но сепак вештината одма нешто да се поправи, одма нешто да се повторно издекорира, така да успеваме целината да ја доловиме. Значи сепак се лежи во љубовта и во трпението. Да се имаат тие без две љубов главни ништо не може да биде. Дали, Мира, се сеќавате кој е можеби најдобриот или најкорисниот совет што сте го добиле во однос на подготвувањето на храната? Па, за совет. Имало многу совети. Сепак секој нов почетник, секој учи, значи совет е потребен. Совет е потребен, така да се точно не можам да се сетам точно што било првото, али имало совети и во делот на подготовка на благо, и во делот на подготовка на солено, али убаво и да се примат совети. Колку вие како жена, еве кажавме и мајка и баба сте и работите, поминувате време и наоѓате време да поминувате во кујната? Кога се има желба, се може се. Значи, покрај, што имам и други обврски, наоѓам време и за во кујната. После работа, обавезно, значи ручек, секогаш има дома нешто благо, обавезно има дома. Така да се наоѓа време. Да бидат ако се полни, сака, се наоѓа. Да, и стомакот, така, и срцето, и душата да бидат полни. Како на друг начин го поминувате своето слободно време? Ете, ако веќе, дали да го кажеме како хоби или како секојдневие, нели, готвењето, на кој друг начин го исполнувате слободното време? Па слободно време и многу немам, затоа што и покрај работата и дружбата со вешта жена и готвењето, така да го исполнувам денот, немам многу слободно време. Али сепак тоа што е слободно време го насочувам во кујна. И на самиот крај од разговорот да упатиме една порака и до младите и до сите жени, ако сакате нормално да ги поздравите вашите пријателки од вешта жена. Секако дека ги поздравувам сите вешти жени од цела Македонија, посебно организаторката, што е главен виновник за вешта жена, Снежана Жана Стојановска, она не обедини сите заедно. Да ги поздравам сите организаторки и сите членови на вешта жена од цела Македонија, исто и нашите од Гостивар. Значи, без учесничките не можеме и да ја организираме вешта жена и етно вешта жена, така да упатувам голем поздрав до сите членови на вешта жена. Исто и до мојата пријателка Данче, што сега е во Германија, но се надевам дека за манифестациите ќе дојде. Благодарам многу на разговорот и што прифативте покана да гостувате во емисијата Приказни од Гостивар. Уште еднаш. Ви благодарам и на вас што ме поканивте да бидам ваша гостинка. Почитувани гледачи, јас сум убедена дека ви отворивме апетит, уживајте во храната, уживајте во животот и останете со програмата на телевизија КИС Имената.